Јавната здравствена установа Геронтолошкиот завод 13 ноември од Скопје е прва здравствена установа што добива акредитација на период од 3 години. Но што всушност представува оваа акредитација од 3 години, повеќе предлагам да слушнеме од изјавата на директорката на Агенцијата за акредитација на здравствените установи во Република Македонија. Морам да кажам дека ова е пријатно за нас да го соопштиме, бидејќи агенцијата постои само 2,5 години и кога се нафативме на оваа работа, тоа е сизифова работа, бидејќи соработката ни оди паралелно на еден фронт со 56 болници. Со сите болници исто комуницираме и вие знаете, бевте кога се доделуваја првите сертификати на првите 3 болници, кои се стекнаа со статус на 1 година, исто беше медиумски покриено, а сега сметаме дека ова е многу важен момент, бидејќи ова ни е прва акредитација на 3 години, и ова нека биде апел до сите болници малку да забрзаат со процесот на припрема на нивните болници, за да пуштиме тим на надворешно оценување како би се стекнале со статус за акредитација. Да, тоа беше изјавата на директорката на Агенцијата за акредитација на здравствените установи на Република Македонија. Ние во продолжение разговараме со директорката на Геронтолошкиот завод 13 ноември Скопје, госпоѓа Ленча Неловска. Најнапред добар ден и добре дојдовте во вестите на телевизија Нова. Директорке, на почетокот еве кажете ми што за вас како здравствена установа представува оваа акредитација во период од 3 години, а што од какво значење ќе биде за пациентите што ги добиваат вашите здравствени услуги? Добар ден, благодарам што сте гости на овој за нас многу важен настан. Значи, самиот збор акредитација, како што и претходно кажа професорката Зисовска, значи потврда дека имаме високо ниво на квалитет на здравствени услуги. Тоа значи подеднаква придобивка и за вработените, и за пациентите. Ова што сме ние прва установа која што добива акредитација на 3 години е од особена важност за нас и потврда е за вложениот труд во изминативе 10 години, во кој што период значи се случи реновирање на институцијата, се случи отварање на амбуланти, се случи купување на нова опрема, се случи воведување на нови методи, проширување на дејноста, значи во кој што сите овие елементи кои што ги кажав, паралелно со континуираната едукација на персоналот и работа со персоналот и нивната свесност за задачата која што ја имаат во работата во болницата и нивната лична одговорност кон својата работа, а преку тоа нормално и квалитетот на услуга која што го добиваат нашите пациенти. Значи ова е потврда дека во овој изминат период сето она што сме го работеле напорно, денеска е веќе една рутинска процедура и е потврда за успехот дека тоа е единствениот начин да се постигне успех само доколку се воспостават рутински да функционираат процедури кои што се неопходни за една здравствена установа, нормално секоја со својата специфика. А ние сме единствена установа во земјава за долготраен престој, јавна здравствена установа за долготраен престој. Нашата специфика е голема, значи поинакви сме ние од сите други болници. И уште повеќе е значајно тоа затоа што буквално ние со нашите процедури, со нашиот вид на работа можеме да се мериме со европски институции од овој тип без никаков срам или страв дека може да бидеме полоши. Напротив, котираме на една многу висока позиција со навистина висок квалитет на здравствените услуги за нашите пациенти, меѓутоа истовремено и задоволство на вработените од работното опкружување, работните задачи и така натаму.